почитувани колеги пратеници, почитуван министр, медиуми. Денес на дневен ред на Комисијата за европски прашања стигна петтиот закон од сетот на закони кои што се предложија тука во собранието за на брза трака да поминат овие спорни закони, за да можат, како што многу пати кажав и повторно ќе кажам, за да можат што побрзо да се исплатат пеналите, провизиите и авансите кои што треба да се исплатат. Овој предлог на закон е закон со кој што се суспендира законот за јавни набавки, се заобиколува тој закон за јавни набавки, со кој се даваат многу повластени работи на стратешкиот инвеститор или партнер. Затоа што ќе може директно да се договара, а не да се оди преку јавни набавки. Тоа е едно, понатака откажување од многу даноци, да не ги зборам сите, да не ги цитирам, од кои што државата ќе се откажи, ајде што овие километри што се предвидени се со двојна цена и ќе ги чинат на граѓаните двојно од она што реално чини 1 километар автопат да се изгради, туку и државата ќе се откаже од даноците, ќе се откаже од законот за јавни набавки и ќе се дадат толку многу повластувања што никој го нема во Република Македонија, како што тоа ќе го има со овој закон. Јас себе би го прашал министерот дали, бидејќи ова реномирана фирма Бехтел градеше и во соседството, градеше и во Србија, градеше и во Хрватска, па еве тука е министерот, би го прашал дали во овие наши соседни земји се носеа исти вакви спорни закони, каде што државата им даваше комплетно одврзани раце на оваа фирма, за да може да се изгради. Дали и таму се заобиколи законот за јавни набавки или јавните набавки одеа согласно нивните закони. Зошто кај нас само треба да се носат вакви закони кои што го рушат нашиот систем? Кажавте дека ова бил пристап кога се финансирале проекти со средства од надвор. Но јас морам да ве демантирам дека не е така, бидејќи овај не е прв проект што се финансира во држава со средства од надвор. Имавме и предходно проекти во времето од ВМРО-ДПМН, се сеќавате на автопатите што ги градеше ВМРО-ДПМН и тие автопати беа со средства од надвор. Дали тогаш се носеа вакви закони? Дали тогаш јавните набавки, законот за јавни набавки се суспендираше, почитуван министр? Не. Тогаш се одеше согласно законот за јавни набавки и сите набавки беа согласно тој закон. Така да не ви држи таа теза дека и претходно се правело. Не се правело никогаш ова што сега се прави во Република Македонија. И на крај кажавте дека ова било за да ги чинело на граѓаните поевтино изведбата на овој проект. Не е точно. Вие се откажувате од сите овие ставки, се откажувате од јавни набавки со аргумент дека тоа било за да се добие на економичност, но не е така. Затоа што ако видите 1 километар колку не чини согласно тие пресметки паушални што ги имате направено, бидејќи немате проект, немате одобрение, и тие пресметки што ги имате направено ви се паушални, и согласно тие паушални пресметки 1 километар на автопат ќе не чини двојно од она што реално чини 1 километар автопат или од она што претходно се изведувале автопати во Република Македонија и колку се плаќало за 1 километар автопат. Како може да ги чини на граѓаните поевтино, кога 1 километар автопат е 15 до 16 милиони евра по вашата пресметка што ја имате направено со овие средства од 1,3 милиарди евра плюс 300 милиони евра за експроприација. Како ќе ги чини на граѓаните поевтино кога 1 километар е дупло? Со таа сума на средства можеше да се изградат дупло повеќе километри автопати, а не 100 километри или 110 колку што се.
Така да не ви држи тезата ниту за економичноста дека ова е заради економичност. Вие ги носите тие колку за да го покриете фактот дека овој проект ќе не кошта, односно ќе не чини сите нас и граѓаните и државата двојно повеќе од реалната цена на чинење на 1 километар автопат. Како што кажав, бидејќи се во овие договори и сумата што ја имате вие паушална. И затоа што немате, како што кажав, немате проект, немате одобренија, немате експроприационен појас, предвидувате средства од ОК. Амандманот што го поднесовме беше да се објави договорот во службен весник, оној истиот договор кој што никој го нема видено, а ние дебатираме тука денови и денови во Македонското собрание за закони кои што се носат, кои произлегуваат од тој договор, но никој го нема видено тој договор. Може би вие како министер за финансии го имате видено, но колегите пратеници кои што ќе го гласаат овој закон и сите останати закони сигурно го немаат видено договорот, односно доколку го имаат, еве нека излезат на говорница, нека кажат еве јас го видов договорот, па не е така во договорот како што вие колега кажувате. Но сигурен сум дека го немате видено и јас не знам како воопшто ги гласавте и овие претходни закони, како и овој ќе го гласате закон. Гласате на слепо. Зошто се крие тој договор? Дајте, извадете го договорот да го видиме сите ние, и пратеници, и јавноста. Што е тука скришно? Доколку е се така, со честни намери, како што кажува министерот, зошто го криете договорот? Извадете го договорот да го видиме сите. Зошто се крие тој договор? Јас поседувам и безбедносен сертификат и сум барател и сум потпишан на барањето да ни се достави на нас пратениците кои што поседуваме безбедносни сертификати да го видиме договорот. Ниту тоа не го добивме. Добивме една понуда да ни го прераскаже Артан Груби договорот. Па не треба да ни го прераскажува Артан Груби договорот. Ние сме институција, треба да го достави тука. Ние сме пратеници, избрани сме од народот. Секој дневно нашите гласачи, нашите граѓани поставуваат прашања до нас. Што има во тој фамозен договор? Што содржи тој фамозен договор? Зошто е државна тајна тој договор? Каде, во која друга држава, еве во соседството, еве тука сте вие министер. Кажете ми во соседните држави каде што се градеа исто автопати со истата ова компанија. Дали договорите им беа државна тајна, дали во Хрватска беше државна тајна договорот што го имаа со Бехтел? Дали во Србија беше државна тајна договорот што го имаа со Бехтел? Зошто само во Република Македонија тој договор да не го види никој и да е класифициран со државна тајна? Еден ден ќе се декласифицира тој договор и тогаш ќе излезат сите криминали, но тогаш ќе е касно, затоа што финансиски ќе оптеретите толку државата што во наредните години прашање како ќе издржи. Односно ќе живееме на задолжување како што живееме во овие 6 години. Се задолжуваме за да плаќаме двојна цена на чинење на еден автопат. Тоа е недозволиво. И ова е последен закон од овие закони, како што кажав, петти, сет на закони кои што не се за градење, многу пати кажав, туку се за крадење. Бидејќи со овие закони само ќе се искрадат милиони и милиони, ќе завршат на нечиви сметки, а граѓаните ќе останат тие кои што долги години после ова сега што се случува ни собранието, долги години ќе треба да ги враќаат и плаќаат тие кредити, провизии, аванси, се она што ќе помини во оваа комисија и тука на пленарна, се она што ќе гласате на слепо вие колеги пратеници, некој ќе треба да го плаќа. И кога ќе имате средби со граѓани, еве би ве замолил да им објасните на вашите гласачи, на вашите граѓани, зошто гласате на слепо. Еве, објаснете им, доколку го имате и договорот видено, објаснете им што пишува во тој договор. Запознајте ги луѓето, што има таму.
Ви благодарам.